Во стилот на манипулирањето со резултатите од предизборните анкети, уредникот на втората локална телевизија во Кочани на јавноста и сервираше прилог со самобендисано издвоени податоци, создавајќи впечаток дека се работи за една од најгледаните, а со самото тоа и најдобри локални телевизии во државата. Подобра дури од регионалните телевизии, без оглед што тие работат со десеткратно поскапа опрема, двојно и тројно повеќе вработени и што произведуваат неспоредливо повеќе сопствена програма. Што вели народот, за да се споредува некој со битолската Орбис или со Канал 21 од Велес, ќе треба многу леп да јаде, а со регионалните и да не зборуваме. Гледачите кои колку толку ги следат локалните телевизии, сигурно ќе се најдат збунети кога некој од Кочани ќе им рече дека телевизијата во која работи уредникот е меѓу трите најгледани локални телевизии во Македонија, а сите други сопственици и новинари на другите телевизии ќе се насмејат на манифестираната и нереална нескромност. Дотолку повеќе што речи се сите локални телевизии некаде до 14 часот и по 22 часот имаат 0,0 гледаност, што не е случај со регионалните. Но некој тоа не сака да го види. Како што не сака да каже дека телевизија Протел од Пробиштип има најголема гледаност од регионот од 3,65%, што исто не е логично. Граѓаните треба да знаат дека анкетата е правена инцидентно со прашањето дали вчера гледавте некој локален или регионален канал. Според одговорните, анкетарот пресметал дека во еден квартал за минимални 0,001 или 0,002% е погледана едната, а во друг квартал другата локална телевизија. Например, во периодот помеѓу 8 и 9, 10 и 11 и 11 и 12 часот, телевизија Кочани имала 0,04% гледаност, а втората телевизија чиста 0 гледаност. Но секој знае дека најгледани на локалните телевизии се вестите и затоа тие термини се со најголем процент, иако и тука има нелогичност, од 22 до 23 часот двете телевизии да имаат 0 гледаност. Затоа е нелогично некој да се става на високи позиции и да се споредува со регионални телевизии. Суштинскиот проблем на втората локална телевизија е финансирањето, иако незиниот уредник заборава да спореди и да каже дека таа од предизборните кампањи од ВМРО ДПМН добивала и добива голем износ на средства, но добива и од СДСМ, што не е случај со телевизија Кочани, која неоправдано е селектирана од оваа партија.